Нека се дадени правите P1 и P2 во општ облик. Да ги одредиме условите кога овие две прави се сечат, кога се паралелни и кога се совпаѓаат. Решавајќи го овој систем со методот на детерминанти, рековме дека x се наоѓа како делта x врз делта, а y се наоѓа како делта y врз делта. Делта беше a1 по b2 минус a2 по b1, тоест делта е во именителот на x и y кои се координати на таа пресечна точка. Делта x е во броителот, а делта y исто така во броителот, за да го најдеме и y0, односно y координатата на пресечната точка. За да x0 и y0 постојат, потребно ни е и доволно ни е именителот да биде различен од 0. Значи, ако делта не е 0, односно a1 по b2 минус a2 по b1 ако не е 0, a1 по b2 да не е еднакво на a2 по b1, или ако поделиме сега со a2 и со b1, односно запишеме во форма на пропорција, доаѓаме до оваа формула која ни кажува дека ако a1 спрема a2 не е еднакво на b1 спрема b2, но со ограничувања сега пак a2 и b2 да не бидат еднакви на 0, бидејќи со 0 не се дели, го добиваме условот да две прави се сечат. Тоа е овој услов. Значи, од овој услов стигнавме до овдека, а и може и обратно. Ако е исполнет условот a2 по b1 да не е еднакво на a1 по b2 да не е еднакво на a2 по b1, тогаш тие две прави се сечат во една точка, чиишто координати можеме да ги најдеме според овие формули, односно според шемата за и методот на детерминанти. Значи, ова е случајот кога правите P и Q се сечат во една точка S со координати x0, y0, односно, како што рековме, делта x врз делта и делта y врз делта. Кога правите се паралелни? Две прави се паралелни ако a1 по a2 е еднакво со a2 по b1, но да не е еднакво на b1 по c2 и b2 по c1, односно да биде исполнет условот да делта е 0, значи a1 по b2 да биде еднакво на a2 по b1, но во исто време делта x да не биде еднакво на 0, делта x да не биде еднакво на 0 и делта y да не биде еднакво на 0. Тогаш правите P и Q се паралелни.
Значи да повториме. Две прави се паралелни, ако А1 по Б2 е еднакво на А2 по Б1, но делта X и делта Y, броителите, да не бидат еднакви на 0. Доколку делта X и делта Y е еднакво на 0, тогаш може да се воспостави пропорцијата А1 спрема А2 еднаква на Б1 спрема Б2 еднаква на С1 спрема С2, па во тој случај правите П и Q се поклопуваат, односно се совпаѓаат.